Хороскоп за Вага за 2025 година. Специјални пораки за вагите. Прифатете ја промената. Оваа година ќе донесе промени што ќе ви помогнат да растете. Бидете подготвени да излезете од вашата комфортна зона. Фокусирајте се на комуникацијата. Вашата способност за дипломатско изразување ќе биде клучна оваа година. Користете ја за да ги решите конфликтите и да градите нови врски. И секако бидете трпеливи. Иако резултатите можеби нема да дојдат веднаш, вашиот труд ќе се исплати. Драги ваги, 2025 година ќе биде година на хармонија, личен раст и значајни животни одлуки. Ќе успеете да го пронајдете балансот меѓу вашите желби и вашите обврски. Ако сте подготвени за длабоки промени, оваа година е создадена за вас. Ќе се потрудите да ја најдете својата вистинска цел и да ја усогласите својата внатрешна сила со надворешниот свет во оваа наредна 2025 година. Таа година ќе ве учи како да ја користите својата мудрост и дипломатска способност за да постигнете што посакувате. Вагите се познати по тоа што тежнеат кон хармонија и годинава ќе имате можност да го најдете токму тоа. Ќе се чувствувате помотивирано и пофокусирано, особено во втората половина од годината. Ајде да ја зборуваме за љубовта, полето каде што вагите најмногу блескаат. Љубовта ќе биде на врвот на вашите приоритети. И наредната година ќе ви донесе нови почетоци, како и моменти на длабока поврзаност. За слободните ваги, годината започнува со можности за нови средби. Пролета, особено месеците април и мај, можеби да донесат некоја личност која што ќе ве инспирира и ќе го разбуди вашиот дух. Битно е вие да останете отворени за нови искуства и да не се плашите да ги запознавате луѓето и кои не се во вашата типично обкружување како. Ова може да биде и период кога ќе запознаете некој кој што може да ви го промени животот. Но запомнете, таа врска ќе бара искреност и од ваша страна. И бидете подготвени да ги споделите и вашите вистински чувства. За вагите кои што се во врска, вашата врска ќе помине низ период на интензивна комуникација. Ќе се соочите со моменти кога ќе треба да ги воочите разликите и да научите како да ги надминете. Со тоа што тоа може да го зајакне вашиот однос и да ви помогне да изградите основа за долгорочна стабилност. Втората половина на годината носи длабоки разговори, а со тоа и зацврстување на врската. А доколку нешто ве мачи, 2025 година можеби ќе биде време да го решите тоа. Во секој случај, дали сте во врска и слободни, бидете отворени и искрени за вашите чувства. Но не заборавајте дека и компромисот е дел од љубовта. Кариера и финанси. Ова поле е особено интересно за вас годинава. Вагите ќе почувствуваат поддршка од универзумот во реализација на долгорочните планови. А ќе се појават и нови можности за професионален развој. Вашата способност за балансирање на различни аспекти од животот ќе биде од корист во кариерата. Во работата, јануари и февруари ќе бидат идеални за поставување цели. Годината ќе започне со период на стабилност, но ќе се појават и нови можности кои ќе бараат од вас да излезете од вашата зона на комфор. Посебно поволни ќе бидат летните месеци за започнување нови проекти или за добивање некои нови одговорности, а особено јуни и јули носат можности за соработка или напредок во кариерата. Финансии. Во врска со вашето финансиско поле, тоа ќе биде стабилно, но треба да бидете внимателни со трошоците во првата половина на годината. Кон крајот на годината можно е да се појави неочекуван приход или бонус. Во секој случај фокусирате се на тимската работа, бидејќи вашата способност да ги разбирате другите ќе ви донесе успех. И не се плашете да превземете ризици, но бидете сигурни дека сте добро информирани пред да се впуштите во некои нови потеси. Здравје и благосостојба. Здравјето ќе биде на добар пат
ако сте фокусирани на балансиран начин на живот. Во врска со физичкото здравје, почетокот на годината ќе биде одличен, но сепак внимавајте на исцрпеноста во текот на летото. Посветете внимание на физичката активност и исхраната. Вежбајте за да ја одржите вашата енергија и здравје. Внимавајте на вашето тело и одвојте време за активности кои што ви исполнуваат и релаксираат. А во врска со менталното здравје, стресот може да се зголеми, особено во периоди на големи промени. И многу е битно да практикувате техники за релаксација, например медитација, длабоко дишење, шетање во природа, одличен начин за опуштање. И не заборавајте дека вашето тело е одраз на вашите мисли. Држете ги позитивни. Најдете време за себе, бидејќи вашата благосостојба зависи од тоа како се грижите за себе. Социјален живот и пријателства. Вагите ќе блескат во друштвените кругови во 2025 година. Вие сте природен дипломат, а оваа година вашата способност за поврзување ќе биде на врвот. Ќе привлечете нови луѓе во вашиот живот, особено личности што ќе ги споделуваат вашите интереси и визии. А во текот на летото може да се поврзете со некој кој ќе има значајна улога во вашиот личен или професионален живот. Секако ќе ги зацврстите и постојните пријателства преку заеднички активности или емотивни разговори. Ќе решавате недоразбирање со блиски луѓе. А секако харизмата која што ја носите ќе помогне во смирување на тензиите. И не се плашете да бидете искрени, дури и ако тоа значи да поставите граници. Во врска со личниот развој, драги ваги, 2025 година ќе ви понуди можности и за самоусовршување. Можеби ќе почувствувате потреба да се посветите на себе и да го пронајдете вашиот внатрешен мир. Како знак на рамнотежа, оваа година ќе учите како да балансирате меѓу различните аспекти на животот: кариерата, љубовта и вашето ментално здравје. Медитацијата, јогата или некоја друга форма на духовна пракса ќе ви помогне да го пронајдете мирот кој што го барате. Секако започнете и дневник за личен раст. Тоа ќе ви помогне да останете фокусирани на вашите цели. Меѓутоа, запомнете дека вистинската рамнотежа доаѓа од внатре. Посветете си време на себе без чувство на вина. Околу патувањата и авантурите, оваа година наредна, 2025 година, ќе биде година на значени патувања. Можеби ќе имате можност да посетите места кои што ќе ви инспирираат и ќе ви помогнат да се поврзете со себе. Во текот на пролетна, можно е кратко патување со пријател или партнер, кој ќе ја зацврсти вашата поврзаност. Летото ќе биде идеално за посета на романтични или културни дестинации, додека есента ќе ви понуди можност за деловни патувања кои што ќе ја збогатат вашата кариера. Секако не се двумете за да ги реализирате вашите планови за патување. Тие ќе ви донесат многу повеќе отколку што очекувате. Најдобри периоди во годинава е пролета, ќе биде исполнета со можности за љубов, нови почетоци и пријателства. Летото ќе биде ваш период на фокусирање на лични цели и личен развој, а есента ќе биде време на стабилизација и одмор. Предизвици во 2025 година можеби ќе биде тоа што ќе треба да се справите со несигурноста и да останете верни на вашите принципи, без оглед на надворешните влијанија. Вагите ќе треба да се справат со желбата за задоволување на сите страни. Секако дека во вашата природа е да создавате мир, но понекогаш е во ред да кажете не. Драги ваги, 2025 година ќе ви покаже дека вистинската хармонија започнува од внатре и фокусирате се на она што навистина ве прави среќни и балансирани. Бидете смирени и уверени во своите одлуки. Внатрешната хармонија е клучот за успех. А среќни бои и бројки за 2025 година би биле златна и светло розева, кои што ќе ви инспирираат и ќе ви донесат позитивна енергија. А среќни бројки 6, 9 и 24
ќе бидат ваши символи на среќа и напредок. И заклучок за 2025 година е дека е година за внатрешен мир и исполнување. Ќе научите како да го негувате вашиот личен баланс и како да ги остварите вашите соништа со малку храброст и многу љубов. Но сепак, како ќе ја искористите оваа година зависи од вас. Универзумот ви ја отвара вратата, но вие треба да зачекорите низ неа. Напишете во коментарите што ќе биде вашиот главен фокус во 2025 година. Ви благодарам доколку ви се допадна видеото. Лајкнете, сабскрајбнете се на каналот и секако среќна нова година. Поздрав до наредно слушање.